Земјоделците наскоро ќе ги добијат заостанатите субвенции, уверуваат од Министерството за земјоделие. Во буџетот има пари за исплата на 50 милиони евра кои останаа, но застојот е поради судир на Законот за избори и Законот за земјоделство и рурален развој, изјави министерот Михаил Цветков, велејќи дека интензивно се бара решение на проблемот. Ние со директорот се договоривме и дадовме и налог, писмен налог, до 31 мај, ако беше Игор не се лажам, да сите решенија за испаќање на субвенции за 2016 година ги изготват од платежната агенција и се достават во Трезорот за исплата. Во однос на 2015 година веќе се изготвени и се доставени до Трезорот, така да со отклонување на овие законски пречки, земјоделците ќе си добијат своите субвенции. Од Министерството за земјоделие соопштија дека со внимание ја следат и состојбата со штетите од ниските температури. Веќе втор ден, комисиите за проценка на штетите врз овошните и лозовите насади се на терен, а по првичната проценка, следен чекор е изнаоѓање која методологија ќе се користи за надомест на штетата. Земјоделците од денеска може да аплицираат и на повикот за европски пари од ИПАРД 2 програмата, преку која тие ќе можат да се пријават за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства, за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи и за диверзификација на фарми и развој на бизнис. Со оваа програма се зголемува јавната подршка од 50% на 60%, а кај мерката диверзификација на фарми и развој на бизниси, кофинансирањето е зголемено на 65%. Првиот повик од ИПАРД 2 програмата, кој што е објавен од денес, е на располагање со 12 милиони евра за инвестиции, материјални инвестиции во земјоделски стопанства, 11 милиони евра во материјални инвестиции во земјоделски рибни производи и 3 милиони евра во диверзификација на рурални средини. Тоа што е промена од претходниот начин на работење, односно ИПАРД 1 програмата, е што за време на аплицирањето, со помош на вработените од МЗШВ кои што ќе ни бидат на располагање и советниците од Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, за многу кратко време апликантот ќе ја знае информацијата што треба да дополни во однос на документација и дали ќе биде одобрен или одбиен. Земјоделците за првиот повик за ИПАРД 2 програмата ќе можат да аплицираат до 23 јуни 2017 година, а потребните документи и упатства можат да ги најдат во платежната агенција за подршка на земјоделието.